Така се враќаме назад на телефонската линија, треба да го имаме Александар Ристовски Принц. Во овие сериозни и лоши вести за коронавирусот, ние решивме како редакција малку и да направиме пресек, да ја разведриме нашата публика, односно гледачите и слушателите, со малку попозитивни ставови, но и со мало парче музика. Добро утро, Александар. Добро утро. Како сте, дали ние ве будиме или стандардно станувате вака рано? Не, ја у 6 станам секој ден, така ми е некако саатов. А денес по 5. Она што прво мора да ве прашаме, дали ги почитувате препораките, дали седите дома? Па да, се, до аптека само, до маркет, пошто набавки правиме, онака за ден-два, не правиме залихи. И само тоа е искачањето. А како влијае ова седење дома на инспирацијата? Па, да ти кажам, вчера земав една гитара и тотално нов штим направив на гитарата, непостоечки штим. И почињаш да размислуваш онака надвор од кутијата. Али, добре, среќа моја што сум у влаја, у куќа живеам, не е толку, да кажеме, монотоно као у стан. Па малце ке работиш у студио, ке преместуваш, ке чистиш, па из куќа, у двор. Има работа нон-стоп. И какви се вашите изгледи? Велите дека во куќа малку полабаво отколку ние затворени во станови, па какви се вашите изгледи за соседите, луѓето кои поминуваат на улица, ги почитуваат ли препораките? Се слушате по телефон со луѓето кои ви се блиски? Како тие го поминуваат времето и дали творат, впрочем, дали на нив исто влијае овој период на изолација во однос на зголемена инспирација, можеби? Па, јас сум малку таков самотњак, не е нешто дека нешто комуницирам многу со луѓе, освен со мала група на пријатели, с кои што си имаме група на Вибер. Не знам, тука, например, јас кај што живеам, такво е местото кај што никој не проаѓа. И така сме малце као, баш сме у град, ама као да сме одвоени од град. Одделени, да. Знам, јас од Ѓорче истиот впечаток го имам. Ке слушнеме и кратко парче музика од тебе кој го сними за нас во текот на вчерашниот ден, но Александар Ристовски Принц, што ќе им порачате на нашите гледачи и слушатели, сите оние кои мора да останат во изолација и треба, впрочем, не само мора, во однос на тоа дали да бидат инспиративни и уште нешто што сакав да ве прашам, тоа е во вашиот глас вчера и забележав доза критика кон нас медиумите дека премногу сме сериозни и политички определени, а премалку време посветуваме на музика. Па тоа е факт. Значи, политичарите стана звезди, ги зема сите медиуми. Едноставно нема простор за музичарите, нема музичка емисија, нема музички редакции, музички уредници, соработници, илустратори и така натака. А да не зборам и за детски и образовни редакции и навистина нема зошто човек да уклучи телевизија веќе, зборам за телевизиите. Значи нема ни децата што да видат, ни што да научат, нити па ти што да видиш и што да научиш. Музиката нема каде да се презентира, се снима спот, се носи у телевизија, нема на кого да ја дадеш, те гледаат сите чудно, немаат ниво каков концепт да ја вметнат и да сакаат да ја пуштат песната. И по-лошо никогаш не било. Се надевам дека после еден ваков период на изолација, каде што луѓето малце ќе се дистанцираат од материјални работи, од политика, дека малце ќе се отворат повеќе и медиумите ќе го осетат тоа и ќе остават повеќе простора за музиката.
порано даваат субвенции за музика, што беше погрешно, требаше да направат медиумски простор за музиката, луѓето сами ќе работеа. И тоа е реалноста е таа, знаеш, секој ден гледаш на маса седнати и нешто филозофираат. Онака. Дори навреда на интелигенција да седиш и да ги гледаш, да ги слушаш некои фаци кои што... Еве и ние ќе апелираме овој период да се искористи за повеќе музика на медиумите. Инаку, значи, што се однесува до ова коронавирусов, навистина треба сите да се однесуваме као да го имаме вирусот, као да сме заразени. Значи, само така можеме да се изолираме и да се заштитиме. Веројатноста да се заразиш е многу мала, а да биде погубна е уште помала, меѓутоа мора да има една колективна дисциплина. Инаку, ако кажеш, добре, јас ќе джогирам, нема никој околу мене, сам бев, меѓутоа треба да тргнеш од тоа дека ако сите прават тоа, ти што го правиш, онда ќе има луѓе и ќе биде опасно. Значи, немај да го правиш тоа што ако сите го прават, не е добро. Така, и значи, мора да има една колективна дисциплина, според мене. Што ќе слушнеме, што ни оцвери? Па, значи, кирка ми нешто фати од Лери Грем да свири на бас. Она е се од тој период на Маркус Милер и Лери Грем. И креативни деца. Ја и син ми само се убативме. Ја не знаев што свирам. Одлично, ајде да слушнеме. Благодарам за ова јавување утринава и за подсетувањето дека ни треба дефинитивно повеќе музика на медиумите, иако веќе младата популација само живее и расте со музиката, но на YouTube и на музичките канали, за жал, само таму. Благодарам уште еднаш. Да го слушнеме музичкото делче, малку да се разведриме од овие сериозни вести за коронавирусот, но и за политиката, па се враќаме назад во студиото.